Почитувани колеги, добро вечер. Драго ми е да ве поздравам во име на Универзитетот Свети Климент Охридски, кој го иницираше овој серијал на дискусии, символично наречен Корона диалози, и влијанието на новите предизвици од оваа светска пандемија врз општествените движења, вклучително и првата тема високото образование како директни учесници и актери во него. На оваа тема имаме директно повикани соговорници и учесници во креирањето и спроведувањето на високото образование во земјата и на овој начин Универзитетот Свети Климент Охридски дава непосреден придонес кон решавањето на предизвиците и проблемите пред кои сме исправени во оваа кризна состојба. Наши соговорници се министерот за образование и наука, господинот доктор Арбер Адеми, ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, професорот Сашо Коруновски, ректорот на Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи, професорот Никола Јанкуловски, ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, академик Абдулменов Беџети и проректорот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, професорот Мишко Джидров. Според планираното сценарио на вечерашнава дискусија, ќе ги слушнеме обраќањата и погледите на министерот и ректорите на државните универзитети во врска со новите предизвици и како ние се справуваме со нив, а се разбира со пријавување на онлайн дискусијата, можете и вие да се вклучите по нивните обраќања и поставување на прашања. Начелно имаме согласност некаде до 20 часот и 15 минути, 20 часот и 20 минути ќе го имаме постојаното присуство на министерот за образование на оваа онлайн дискусија и предлагам некаде по 5 до 10 минути да имаат излагање ректорите и потоа останатите учесници да поставуваат прашања до министерот и останатите учесници. Ние сега сме исправени пред непосредни предизвици со пандемијата која ги наметнува пред се преку онлайн учењето, но и како да се справиме со новите обврски во делот на спроведувањето на испитите, колоквиумите, запишувањето на новите студенти. Дали ни е потребна во суштина заедничка државна стратегија за делување и градење на заедничка платформа на високото образование и генерално на образовниот процес во земјата? Доколку погледнеме одредени анализи на глобалните интеруниверзитетски билтени, се постуваат неколку прашања на кои очекувам и денеска и вечерва во оваа корона диалог да одговориме, а тоа е дали интересот за студирање во странство според првичните анализи дека ќе се намали и колку ние можеме како високо образование тоа да студиме. Преку овие наши делувања во изминативе месец дена паднаа скепсите кај сите дека не сме подготвени за онлайн активности, односно се преиспитуваме и мислам дека соодветно одговоривме на предизвиците. Следната предизвик е намалувањето на несуштинските патувања и меѓународните научни конференции да прераснуваат во онлайн конференции со оглед на предизвиците пред кои ќе бидеме исправени во престојниот период. Дали ни е потребно, особено државата, покажување на поголема флексибилност во спроведувањето на законот за високо образование, промена на елаборатите, предметните програми и како во суштина да одговориме заеднички пофлексибилно во справувањето со новите обврски кои ни престојат. Воедно и одредени првични истражувања покажуваат дека младите се повеќе ќе студираат или во регионот околу или пак во местото на живење и ќе дојде до намалување на странските студенти за запишување во други странски универзитети. Овде е и проблемот со информатичката безбедност, но и реално како да се заштитат податоците на студентите на универзитетите и во услови кога имаат одредени високообразовни институции во земјата скромни веб страници, колку во суштина може да одговорат на реалните потреби за уште поквалитетно високо и онлайн образование. И на крајот ќе завршам со еден податок символичен. Во 1665 година
Универзитетот Кембридж се затвора поради тамошната чума која се појавува, но познатиот Исак Њутон решава да работи од дома и токму во тој период го поставува и го открива законот за движење кој представува основа понатаму за машинските науки. Ова е една мала символика околу тоа дека нас овие нови предизвици ни отвараат нови видици во високото образование и заеднички, партнерски, универзитетите и државата треба да ги решаваме. Токму заради тоа сега го поканувам на министерот за образование и наука на Република Северна Македонија, господинот Арбер Адеми, да ни се обрати и да ги видиме неговите погледи и пред се како да се справиме со предизвиците во месец јуни, со спроведување на испитите, но и евентуално почетокот на новите предизвици, евентуалниот нов бран со пандемијата, како треба да се поставиме. Почитуван министре, ви благодарам што одвоивте од вашето време и да ги слушнеме вашите погледи и ставови на владата и Министерството за образование и наука. Уште еднаш поздрав и повелете. Благодарам. Мислам дека се слушаме, нели? Се слушаме, не знам дали ќе се видиме. Да. Почитувани ректори, проректори, представници на високообразовни установи, учесници на денешната дебата. Драго ми е што имам можност да учествувам на ова онлайн дебата посветена на високото образование и далечинското учење во услови кога всушност дебатите и јавните дискусии се од исклучителна важност за да биде слушнато мислењето и сугестиите на секој засегнат во овој процес, а со цел да се заложиме и потрудиме самиот тој процес да биде што подобар и што поефикасен во интерес на идните академски граѓани и нивното знаење. Појавата и ширењето на COVID-19 дефинитивно предизвика во одреден период застој на сите општествени процеси, вклучително и на образованието. Не само нашата, туку и многу други земји беа затечени од наглото влошување на состојбата и приморани да преземат и непопуларни мерки, како на пример затварање на образовните установи. Но сметам дека ние брзо реагиравме и не дозволивме образовниот процес на учениците и на студентите да претрпи големи штети по сите одлуки кои ги донесовме и активности кои на брзина ги спроведовме и кои се покажуваат како соодветни на ситуацијата. Донесовме и одлука кај нас да започне да се реализира далечинското учење и тоа да биде формално. Да ја спасиме учебната, односно академската година и не само заради таа причина, туку да се продолжи образовната надградба на нашите деца, на нашите млади, на нашите ученици и студенти. Секако дека предизвици постоеја и порано и се уште постојат, повеќе во основното и средното образование, а помалку во високото. Но ние се трудиме да ги надминеме и мислам дека сега за сега добро се справуваме. А зошто помалку предизвици во високото образование? Затоа што онлайн наставата не е нешто непознато за најголем дел од нашите студенти, иако мора да признаеме дека целата ова ситуација е нова и за нив и тие сосема нормално е да имат одредени реакции, несигурност и нарушена рутина. Но за волја на вистината и ние лично се надевам дека во оваа точка сите ќе се согласуваме дека традиционалниот начин на настава е незаменлив и во суштина е најефикасен. Дигитализацијата во високото образование е всушност една од основите и на Болонјскиот процес и секоја министерска конференција и комунике посветуваат сериозно внимание на тоа.
овој процес кој е глобален тренд кај нас е одамна започнат и нашите високообразовни установи според сите документи и записи не заостануваат за другите земји во Европа. Имено и кај нас се спроведуваат онлайн предавања, онлайн тестирање и така натаму. Многу факултети години наназад организираат настава, семинари и слично, со вклучување на професори, научници од други земји на екран и така натаму. Сега овој процес, дигитализацијата и онлайн учењето само се интензивира, секако се во ова предизвикано од воредните околности со кои се соочуваме. При тоа се користат истите алатки, програми, платформи кои се користат и во други земји во светот, значи во тој дел ништо поразлично не е кај нас или во некоја друга земја. Тоа значи дека голем дел од студентите имаат веќе искуство со онлайн наставата, искуство со далечинското учење, добро се обучени и во најголем дел поседуваат информатичко-комуникацијски уреди кои им овозможуваат да имат пристап до далечинското учење. Она што мислам дека исто така е потребно и мислам дека не се правело многу до сега, а од сега треба да се посвети поголемо внимание, е повеќе обуки за наставници и за представници од академската заедница, зашто да не, како да применуваат алатки и платформи за далечинско учење. Следно прашање или да кажеме предизвик е и унапредувањето на регулативата за образование, изнаоѓање на механизми за реална проверка на квалитетот на целиот тој процес, но сега накратко, за да не должам многу, би сакал по-конкретно и за донесените уредби, како што знаете, веднаш кога донесовме одлука за прекин на наставата, ние контактиравме со високообразовните установи да почнеме веднаш без застој со организирање на далечинското учење. Тоа почна како препорака, а у меѓувреме во рок од 7 или 8 дена, 8 дена работни денови од денот на донесување на одлуката за престанок на организирање на наставата, донесовме и уредби каде што велиме дека целата дејност во високото образование ќе се организира преку средствата за електронска комуникација. И испити, и колоквиуми, и одбрана на додипломски трудови, магистерски трудови, докторски трудови и така натаму, имајќи ги предвид сите предности во високото образование. Например, не се во иста ситуација децата од прво оделение, второто оделение и трето оделение и студентите, бидејќи првооделенците не знаат повеќе од нив да ракуваат со IT уред и не можат да имаат пристап до далечинското учење. Но како и да е, знам дека има предизвици, знам дека има и барања адресирани до кај мене и од страна на студентите, особено за испитите и колоквиумите, да не се организират на ваков начин, тоа е барањето, но најодговорно ви тврдам дека ние токму заради нивниот интерес сме ја предвиделе таа одредба, бидејќи и во времето кога е усвоена таа одредба во самата уредба која се однесува за високото образование, не сме знаеле, а се уште не знаеме колку може да потрае оваа состојба и оваа ситуација. И во случај кога не би се организирало, не би организирали испити и колоквиуми, најискрено ви тврдам, би се соочиле верувам со проблеми и потешкоти, бидејќи студентите ќе бидат лишани од правото да полагаат испити и колоквиуми, а дополнително можеби некое нивно право, реализирање на некое нивно право
право може да зависи од завршување на академската година, од дипломирање или магистрирање, докторирање и така натаму. Затоа, водејќи по најдобриот интерес на студентите, се одлучивме таа одредба да ја предвидиме, но исто така велиме дека високообразовната установа треба да обезбеди технички услови за да се обезбеди кредибилитет на процесот на оценување и вреднување на нашите студенти. Но секако дека сме отворени. Ако за дискусии, за диалог и комуникација во следниот период да ги најдеме најсоодветните решенија, најприфатливи решенија за да се надминат сите предизвици и проблеми и во високото образование. Но сепак ќе повторам уште една реченица дека информациите кои што ги добиваме, се доста охрабрувачки, особено во високото образование. И ректорот Беџети и ректорот Јанкуловски беа доста присутни и во медиумите, така што внимателно сум ги следил и во изјавите во насока на тоа да дознаеме што е реалноста, која е фактичката состојба, бидејќи не би било паметно да сме тврдоглави и да настојуваме на некое решение кое не би резултирало со позитивен резултат. Така што сме отворени и на оваа дебата, и не само на оваа дебата, и на други консултации, дискусии со представниците на високообразовните установи, на универзитетите, да изнаоѓаме најприфатливи решенија за високото образование. Ви благодарам многу. Ви благодарам, почитуван министер. Вие сте овде да ги слушнеме и дискусиите на ректорите и додека ви дозволува времето да видиме реално дали се справедливи електронски испитите во периодот кој ни следува и особено јас би ги истакнал вашите главни поенти за реална проверка на квалитетот и основната потреба за унапредување на регулативата за високото образование со цел да се овозможи онлайн учењето и унапредувањето на квалитетот и понатамошниот степен на пренесување на знаењето. Како е на Универзитетот Свети Климент Охридски, како тој се снајде во новите предизвици, би го замолил и поканил ректорот Сашо Коруновски да ни ги сподели своите искуства. Повелете, ректоре. Благодарам. Прво да ги поздравам нашите ценени гости, почитуван министер, почитувани колеги ректори, проректори, почитувани колеги и сите присутни на овие диалози. Чест ми е да имаме можност да споделиме некои размислувања во овие специфични времиња и да најдеме секако решение, ако е можно, за предизвиците што се пред нас. Спомена пред малку министерот дека поради опасностите по здравјето на луѓето, универзитетите мора да ги затворат вратите. Сепак тоа не значеше нивно затворање и станување со образовниот процес. Тоа е добрата страна, затоа што професорите, студентите и вработените на универзитетите покажа дека може да се прилагодат на таа ново настаната и неочекувана ситуација. И би рекол дека со својата брза реакција покажа одговорност и солидарност, особено професорите кон студентите, и многу брзо продолжија со предавањата со трансфер кон онлайн наставата. Со тоа, за среќа, учењето не стана дисконтинуирано, туку дислоцирано. Па така, од училниците и факултетите се пресели во помалку невообичаени простори како во домовите и во дневните соби. Се отвори нов простор, се замени физичкиот со виртуелниот. Предавањето, оно нас добро познато од екс-катедра, се трансформира во онлайн предавање. И колку и сите да имавме некои искуства во вид на предавања, сепак ние генериравме нови искуства со нашите студенти и некако споделувавме сознанија со сите учесници во тој процес. И секако, сите е јасно и општо
тоа познато дека промената беше брза и со добри почетни импулси. Јасно е тоа. Ние денес често се среќаваме со термините како синхроно, асинхроно, Classroom, Meet, Teams, Zoom, Webex. Се тоа го слушаме деновиве и со право тоа го слушаме, затоа што кризата даде можност за поголема вклученост на информатичките технологии и виртуелното образование, што значи се создаде нова средина за едукација, нов простор по нашите универзитети. Но сепак, новата реалност значеше и нови моменти кои почнаа да го реметат помалку процесот. А тоа првата беше како сите да имаат барем еднакви шанси за вклучување во процесот. Односно, дали достапната техника и технологија и навистина е до секого достапна. Едно од нашите анкети кои што го спроведе Универзитетското студентско собрание покажа дека 10 до 11% од нашите студенти немаат пристап до интернет и немаат технички можности да ја следат таа настава. И затоа ние веднаш реагиравме во еден од проектите со АУФ, Француската асоциација за мерки за сузбивање на оваа криза со коронавирусот, побаравме да можеме да набавиме лаптопи кои што ќе бидат дадени на најранливите категории на студенти. Но ќе кажам дека и поедноставувањето на работите во процесот може помалку и да го одвлече фокусот и да се занемари релацијата што е помеѓу формите и самиот процес. И ќе споменам тука дека онлайн наставата е само форма во процесот на учење и образование, што значи прашањето е комплексно и треба да ги проценуваме сите елементи во новиот процес на онлайн образование. Некако горко прашање, и министерот го спомна, а и модераторот тоа го кажува, тоа е полагањето на испити и оценувањето. Тоа е на другиот крај на процесот, а тоа е тема за која што можам да кажам има мала дисонантни ставови кај некои од вклучените во процесот, кај некои од професорите, кај некои од студентите. Оваа тема секако заедно со Министерството и со другите надлежни органи треба добро да се обмислува и да се одговара на прашањата кога, како и каде тие да се спроведуваат. Ова е важно прашање, дури би рекол и поважно од онлайн предавањата, затоа што тоа има длабоки последици врз образовниот процес. Што кажуваат нашите искуства на УКЛО? Ние, како впрочем и другите, вечно започнавме со онлайн настава, се усвои правилник за функционирање во вонредна состојба, се направија неколку анкети, 2 кај студентите спроведе Универзитетското студентско собрание, 1 кај професорите ректоратот, формирано е кризно тело кое што се состанува, да кажам, без малку секој втор ден и дискутираме за тековните состојби, па дури решаваме други проблеми на обкружувањето. Ќе споменам дека сега тековно е дека со Црвениот крст и Универзитетското студентско собрание подготвуваме крводарителска акција во месец мај. Што значи, се трудиме да се справиме со предизвиците. Сега би споделил, да речам, сегменти, секвенции од искуства на некои други странски универзитети. Во едно интервју ректорот на Open University од Соединетите Американски држави, каде целиот процес оди како онлайн учење, како учење, тој вели: нам ни треба најмалку 1 година за да развиеме еден онлайн програм, а класичните универзитети мора да се прилагодат кон новите состојби за 1 недела. Се разбира, не по нивна волја, ќе заклучи тој. Значи, работите не се едноставни и напротив, треба добро да се осмислат и според денешните искуства да се предвидуваат идните акции на универзитетите. Тука ќе го споменам и проблемот со MOOCs, Massive Open Online Courses, кој што сите го слушаме и го слушавме порано, како предизвик на класичниот универзитет. Нешто што започна пред 10 години, со периодични аспирации да го заменат класичното учење и сега повторно тие MOOCs-ови добиваат на интензитет. И всушност, прашањето е дали универзитетите ќе бидат заменети со бројни онлайн курсеви. Она дилемата дали целосно онлайн или сепак, како што рече министерот,
онлайн курсевите се само една алтернатива и помошна алатка кон она класично учење. Затоа што лично не верувам и сметам дека испорачувањето на квалитетно образование не е едноставен, па не е ни ефтин процес и мора да го имаме во аспект кога ќе ги вклучуваме овие онлайн содржини во однос да не преминеме целосно кон еден терен во кој што, морам да кажам, другите имат поголемо искуство. Тоа значи дека сме пред еден сериозен предизвик во новата реалност да испорачаме добри резултати. Не случајно и ЕУА веќе работи на проект поврзан со онлайн образование, а јас лично присуствував на неколкуте вебинари во нивна организација. Во оваа прилика ќе го цитирам и председателот на ЕУА, Европската универзитетска асоциација Марфи, кој во едно интервју вели: како што краткорочните импликации од кризата се веќе согледани, ние мора веднаш да размислуваме за можните долгорочни последици, за предизвиците што доаѓаат и како ние, како универзитети, ќе реагираме на нив. Нема време за губење. Ние мора да реагираме уште денес. И за крај, почитувани колеги, стои прашањето. Пост-пандемското високо образование може да изгледа сосема поинаку. Не знам, може би. Благодарам. Ви благодарам, почитуван ректоре, за вашето излагање и особено поентата какво високо образование ќе имаме по корона пандемијата и дали сме подготвени во суштина да се носиме со врските. Овде го имаме и председателот на Интеруниверзитетската конференција и воедно ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професорот Никола Јанкуловски, кој очекувам да ги изнесе с искуствата од Скопскиот универзитет како одговори на потребите во ова неизвестна состојба, дали ни е потребна заедничка стратегија на високото образование во земјата и има ли можности за спроведување на онлайн испити на универзитетите, но воедно и да имаме реална проверка на квалитетот кој ќе го дадат и студентите и воедно да продолжи понатамошниот процес. Добро вечер, почитуван ректоре, поздрав, повелете. Правиме обиди да се... Дали се слушаме? слушаме? Сега, ректоре, се слушаме, повелете. Веројатно и кандидат, ако може да... Може, сега се слушаме, повелете. Да. Прво голем поздрав до министерот, до сите колеги ректори, проректори, поздрав голем до модераторот, проректорот Гировски и до сите присутни што, дел знам, дел не знам, кои што учествуваат во оваа дебата. Можам да кажам дека Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје секојдневно и будно ги следи сите промени на состојбата во нашата земја, што се настанати со појавата и ширењето на вирусот, коронавирусот, односно COVID-19, како и сите превентивни мерки кои што се донесени од страна на владата, односно од Министерството за здравство, така што согласно со нив, користејќи го своето искуство и знаење и согласно расположивите човечки, материјални, техничко-технолошки ресурси, УКИМ се труди да ја извршува својата главна мисија и секако успеваме во тоа, во овие, да речем, вонредни услови кои што
ете така, дојда малку и неочекувано. Веќе втор месец наставата се одвива непречено на факултетите на УКИМ, се одржува онлайн настава со далечинско учење, со повеќе платформи, но изборот буквално го имаме оставено на самите факултети и на професорите. За одбележување е и податокот што и очекувано прв започна факултетот ФИНКИ, факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Фактички ја почна прв наставата, онлайн наставата, но прв започна со онлайн полагањето на колоквиуми и испити, на општо задоволство на сите нас. Првите почетни, да речам, чекори кои што ги направи факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство беа преку платформа која што се нарекува Big Blue Button, која што фактички представува дел од системот Moodle. Пред отприлика 2 недели беше првата колоквиумска недела, за кое што после анализите од страна на професорите на тој факултет беше буквално озваничена како прилично успешна, заради тоа што фактички беше направена проверка на знаењето на студентите за повеќе од половината предмети што се полагаат во таа сесија. Направената анализа фактички која што буквално беше и предмет на расправа на нивниот наставно-научен совет пред неколку дена, покажа дека се работи за една коректна и добра проверка на знаењето на студентите, која што фактички е споредлива кога се направи анализата со полагањата на истите тие предмети пред година, пред 2, пред 3 години, и продноста на полагањата на студентите фактички е, да не кажеме, но скоро идентична. Исто така би спомнал дека сите овие искуства од страна на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство буквално почна да се споделуваат и со останатите единици на УКИМ, но од друга страна не можеме да се пофалиме со полагање на колоквиуми на другите единици на УКИМ. На некој начин буквално очекуваме дека мерките кои што беа преземени од страна на владата на нашата држава ќе почнат веќе да се олабавуваат на некој начин и ќе можеме некако со некој сепак со некој вметнување на некои превентивни мерки при начинот на полагањето, како што е полагањето со одредена дистанца и со други превентивни заштитни мерки, ќе може да дојде некако до обавување на испитите во текот на месец јуни. Ако случајно не дојде до тоа, сепак ќе одиме кон можноста за електронско полагање и се надевам дека како и почетните чекори што беа направени на ФИНКИ ќе успееме на поголемиот број на единици на УКИМ да го направиме. Исто така можам да кажам дека непосредно пред донесувањето на уредбата на владата со законска сила за примена на Закон за високо образование во нашата земја, ние донесовме и правилник за начинот на реализацијата на дејностите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и единиците во неговиот состав. Секако дека внимателно ги слушав излагањата на министерот за образование и наука Адеми, ректорот Коруновски, секако дека најгорливите проблеми со кои што ќе се соочиме ќе биде полагањето на испитите, посебно каде што ќе има поголема бројка на студенти, но и запишувањето
на новите студенти за академската 2020-2021 година. Јас не би должил многу, ова вака како краток еден вовед. Ние, како што спомнав, постојано се ги следиме сите состојби во државата што се случуваат во врска со ова епидемија, односно светската пандемија. Ќе биде исто така проблематично полагањето на испитите, посебно на уметничките факултети, архитектонскиот факултет исто така, факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Така што мислам дека на повеќето единици ќе имаме можност, дали по електронски пат, дали по со далечинско учење или проверка на знањето, каде што пресудни се фактички идентификацијата на кандидатот, на студентот кој што полага и начинот на следењето на неговата активност за време на полагањето. Но исто така, колку што сум информиран, можам да кажам дека и во околните земји во регионот буквално не се некако подалеку отидени од овие наши размислувања и од нашата работа и активности на нашите универзитети во земјава. Ете, во соседна Бугарија, во Република Србија, Хрватска, Црна Гора, исто така Босна, можам да кажам дека уште не се спроведуваат испитите онлайн и дека чекаат некој погоден момент во текот на наредните месеци да ги обават, со исто така со можност за двојни сесии, со можност за продолжување во текот на и летните месеци, дори ги спомнуваат во неколку земји, но како и да е, следењето, будното следење на ситуацијата е од посебна важност и секако дека начинот на спроведувањето на испитите ќе зависи од мерките кои што како ќе ги донесува владата, така и ние ќе се прилагодуваме према нив. Еве, толку сега за почеток, па ако има некои прашања, ќе се чуеме пак. Ви благодарам, почитувана ректоре, на вашето излагање, споделување на искуството и она што треба да се соочиме како предизвик и проблем во престојниот период, особено испитната сесија, но и пред се да одговориме што од септември доколку имаме втор бран и кои се во суштина сега да слушнеме искуствата на Универзитетот на Југоисточна Европа. Дали ни е потребна заедничка државна стратегија за обезбедување на една платформа за студирање и воедно колку може високото образование без финансиски средства би го искористил и искуството на академикот Беџети во спојот на економијата, теоријата и високото образование и како во суштина да одиме заеднички поуспешно со новите предизвици. Почитуван академик Абдулменов Беџети, добро вечер, повелете. Добро вечер, благодарам на поканата да се вклучиме и дозволите ми најпрво да ви честитам за иницијативата и за организирање на оваа дебата со многу, би рекол, значајна и суштинска тема. Најнапред дозволите уште еднаш да поздравам министерот Зоти Аденин, Рениер, репрекат пјесмари и контрибут, колегите ректори, проректори, професори и сите учесници, колку што гледам има во мрежата веќе во платформата вклучени и председатели на студентски собранија, така да користам прилика и нив да ги поздравам. Се разбира дека ние сме прилично во однос на обем и опфат, како сакате, и во број на студенти, и во број на студиски програми сме далеку помал универзитет во однос на тоа кое што е УКЛО или УКИМ, но во секој случај имаме токму тоа не прави со одредени предности да бидеме многу пофлексибилни во некои аспекти, многу брзо да се адаптираме во нови услови. Така да ние сме имале за среќа
од многу порано воспоставена таа пракса. Ние сме имале уште пред 7 години, значи во академска година 2013-14 сме имале студиски програми, што би бизнес информатика и ELT, English Learning and Teaching, кои што биле програми изведени целосно на онлайн платформа. Така да искуството и тоа што е најважно, режимот бил уште тогаш регулиран и утврден, и сега ни требаше само на некој начин да го актуализираме и повторно да го внесуваме во употреба. Така да, уште во дента кога се донесеше одлуката на Пладне, владата донесе на 10 март одлука за затварање на овие активности, може би кај некога ќе звучи парадоксално, невозможно, дека на 11 март ние веќе продолживме со наставата. Токму мојот распоред во среда, јас ги имам моите настави, значи и наставата продолжи на Google Meet платформа која што ние го употребуваме. Во делот на наставата јас можам да кажам дека генерално тоа го следиме апсолутно неделно, се рапортира неделно, на секој понеделник во ректоратот, проректорот за академски прашања реферира и можам да кажам дека можеби првата или втората недела малку имало некои проблеми во однос на стафот ангажиран на скратено работно време или така наречен part-time. Но генерално редовниот став, академскиот став, предавањата и вежбите беа уште од наредниот ден во функција. Секако останува предизвикот и дилемата дали само предавањето и вежбите и семинарите од аспект на предавања се окей, меѓутоа колку е зафатеноста на учењето. Значи тоа е за мене најклучно прашање, тоа што велиме не само teaching, туку learning. Значи колку студентите заправо успеваат да бидат активни и да зафаќат унапредување на нивното знаење по тој основ. Така да од тој дел морам да споделам со вас некои искуства, ние веќе тоа го следиме на секој четврта недела, правиме онлайн, би рекол, анкета на студентите, каде со има вклученост добра популација, таа популација е негде 15% од додипломските студии, вклученост 90 или 87% се во таа популација албански тие што студираат и 13% на македонски што студираат. И што тоа покажува заправо? Кога ги прашаваме студентите колку сте задоволни со онлайн наставата и сето овој процес кој што стварува, доминантен дел 60,04 од нив се многу задоволни, 24,5% се помалку задоволни и само 8% не се задоволни. Може да кажеме дека скоро 4/5 од студентите се покажуваат задоволство по тој основ. Меѓутоа, кога ги прашуваме покрај сето друго и на едно друго прашање дека доколку наредните, да речем, академски години ви се нуди студиска програма комплетно на овој режим, тогаш е резултатот обратен. Токму тие студенти велат само 25% би се нафатиле да студираат на тој режим, а 75% се против тоа. Што значи, јас и како го читаме ние тоа, дека да, ова е во вонредни околности, во вакви околности, кога не може поинаку, ова е добродојдено и е добро што е воведено и добро што се остварува. Но како редовно, како што кажа и претходните говорници, посебно го подвлекуваше тоа министерот Адеми, традиционалното, конвенционалното предавање не може никој да го замени. Така да не се занесуваме тука во тој дел. Зборам пак во делот на академскиот процес предавање. Друго е процесот и предизвиците во делот на организирање на испити или пак ние веќе реализиравме колоквиумот, тоа пред 4-5 недели, имаме и резултати. Што ни покажа резултатите од тој колоквиум? Бидејќи ние тоа го направивме согласно режимот, согласно протоколите за специфично за колоквиуми, направивме со, да речем, тежина, weight
пониско од тоа што стандардно го имаме. Значи, со учеството на градење на оценките, првиот колоквиум оди до 40%. А овај пат го правивме 25% за да не ризикуваме во однос на градење на оценката, бидејќи се плашиме да не испадне соодветен, кредибилен и валиден тој процес. Ни покажа дури дека најдобрите студенти што ги имаме, значи тие што биле над просек 8,5 па се до 10, се со постигнати резултати во онлайн колоквиуми некаде просек 75%. Значи во просек 15 до 20% пониски резултати, затоа што е лимитиран во време колоквиумот, не може поинаку. Друга идентификација на студентите, проблемите, да не навлегувам сега во техничките проблеми што се во тој процес, меѓутоа стварно и тоа зборувам за универзитет како нас, потполно интегриран, мал, фокусиран, флексибилен, опремен, со став трениран, со технолошка основа многу добра. Значи, во ситуација кај што имате не повеќе од 3000 активни студенти до дипломски. Во 5 факултети, 20 студиски програми. Секако ова не е возможно во некои други универзитети, поготово не во УКИМ и Скопскиот универзитет. Меѓутоа, сакам да кажем дека во секој случај од овој аспект има големи предизвици. Тоа што се другите предизвици се на делот на научно-истражувачките активности, кои што сепак во првите месеци се изгубија и не можеа да учествуваат во научните конференции, а ние имаме посебен буџет и посебно поддршка на академскиот став по тој основ, за да можат еднаш годишно да учествуваат најмалку на една релевантна научна конференција, кои се на некој начин листирани во тие листи на тие, да речем, кредибилни научни конференции. Така да тоа е посебен проблем. Посебен проблем е суштината на одредени студентски сервиси и студентски услуги кои што ги нудиме, и тоа што е најважно над се што нас не загрижува е делот на квалитетот. Дали заправо quality management систем може да задоволува минималните критериуми во исполнување на тоа што се очекува. Сега ние веќе сме во тек на реализација на испитната сесија, ние имаме дополнителна испитна сесија, поправната сесија што ја велиме во април-мај и ни тече, значи ова е втора недела, имаме 3 недели вакви сесии. И морам да ви кажем дека кај дел од наставите, од студиските програми, кај дел од предметите има посебни проблеми и тука веќе ги правиме комбинирано, затоа што ние генерално по правилник дека мора да му обезбедиме на студентот писмено испитување, сега правиме микс, му нудиме писменото испитување, но тоа дополнително го оставаме да го управува во рамките на индивидуалниот интегритет на секој поедин професор. Не мислам дека може со некои било какви инструменти да навлегуваме во вид на регулирање и контролирање во однос на валидноста и кредибилноста на тоа испитување, ако не е совеста на секој професор да води сметка за својот предмет. Затоа што знаете природата на студентите, ние сами сме поминале покрај тоа што било тоа одамна, меѓутоа секој пат е нели студентската преференција е така наречена линија мањeg отпора, колку што може да помине полесно, така да и денешните студенти не размислуваат поинаку, поготово на ова да се додаде и балканската култура, начинот на идентификација, па дајте со камери да наблюдуваме настрана дали ги имаат отворени книгите, open book систем или не. Сето тоа е на некој начин не е ефикасно во услови кога таа генерација е 2-3 чекора најмалку подапред од нас, технички, технолошки. Тие се така поврзани во мрежа, така да овие проблеми ние секојдневно ги анализираме. Значи имаме посебно проекторот кај мене за академски прашања, кој што исто така е проектор кој што води диджитализација. Значи професорот Радевски го покрива и од таа област, покрива и портфолиото на диджитализација, и тој неделно го води мониторинг процесот на овој дел. Конечно, што ќе биде за понатака, на краток рок мислам дека редовната испитна сесија
е предизвикот најголем, поготово кај поедини предмети, кај поедини области и студиски програми, као што беше кажано и од претходните говорници, колеги ректори, секако дека мора да биде тука на некој начин организирано тоа така за да биде убеденост дека испитувањето на некој начин ги поминува минималните критериуми на валидност. Да бидеме искрени, ако ова, дај Боже, не продолжи во нареден период и во краток период од 2 месеца да има останува одредена мала дупка, тоа не е крај на светот, затоа што таа е генерација која што има сега тековните испити и подобро вака да се организираме како што го правиме, отколку да паузира се. Тука подвлекувам и мора да укажувам на признанието, односно на брзата реакција на институциите, поготово владата, што навреме ги предвиде овие, ги објави овие уредби со карактер на сила на закон и на некој начин ни олесни нам со да ги легализираме нашите акти и протоколи кои што веќе ги имавме во процес. Инаку денеска, знаете, глобално, некаде според извештај на Светска банка, над 220 милиони студенти се надвор од нивните традиционални можности да следат настава. И тоа е глобален проблем, имајќи предвид дека мојот председател на нашиот борд е од Велика Британија, значи потекнува доаѓа од Лондон Коледж Скул, така да го прашав и барав од него уште пред 2 месеца да ми подготви еден краток извештај за споделување на искуствата во тамошните реномирани универзитети. И мора да ви кажам дека тоа што видов го читав од тој негов извештај многу ми ликува слично и не видов дека сме толку далеко од нив. Барем во ова аспект да гледаме малку со пола исполнета чаша, а не поло празнета. Мислам дека тоа се сведува се на тоа дека сепак академската заедница покажува одредена свест, покажува одредена посветеност и јас со оваа прилика ги поздравувам сите професори кои што на некој начин успеа да бидат толку флексибилни и затоа вива академија. Ви благодарам, ректоре, за вашето излагање и оптимизам како ќе се справуваме со новите предизвици. Кои се искуствата на Универзитетот Гоце Делчев? Овде го имаме проректорот за настава, колегата Мишко Джидров, кој учествуваше во поставувањето на изградбата на капацитетите на универзитетот, но и воедно целокупното спроведување на овој предизвик околу онлайн наставата. Нешто специфично околу колегата Джидров е што тој има магистрирано и докторирано на Технолошкиот универзитет во Вухан, во Народна република Кина, така да и искуствата може да ни ги каже по делот на студирањето во Вухан и генерално сега главниот акцент на онлайн наставата на Кирскиот универзитет. Поздрав, колега Джидров. Поздрав до секој до министерот, поздрав до сите ректори, сите проректори, почитувани професори и студенти. Значи, тука сум да го кажам нашето искуство на Универзитет Гоце Делчев. Универзитет Гоце Делчев многу брзо реагираше по настанувањето на оваа ситуација. Моравме многу брзо да реагираме затоа што главната цел ни беше да не се прекине образовниот процес. Брзата реакција беше надополната со некои креативни решенија и секако со оние технички услови кои што претходно ги имавме на располагање на нашиот универзитет. Така да сето тоа овозможи да почнеме со многу брзо со предавање, така да се започна прво на факултетот по информатика, а многу набрзо се вклучија и сите други факултети после тоа. Веднаш по започнувањето на наставата се почна да се припремаат оние услови за одвивање на колоквиумската недела, која што започна се одвива без некои потешкоти. Студентите имаа некои прашања кои што ги поставуваа, на сите нив им беше објаснато дека се тоа се прави за да не бидат тие ошчетени, затоа што во ни еден случај не требаше да го прекинеме образовниот процес. Потоа по колоквиумската недела веднаш се започна со таа априлска дополнителна сесија која што ја имавме,
односно кој што уште тече, заради околностите сите овие рокови беа продолжени и за колоквиумската недела и за испитната сесија да траат малку подолго за да можеме сите професори, асистенти, сите студенти да се навикнат на новиот начин на работа. Морам да кажам дека за целиот овој процес ние учевме, уште учиме со овие промени кои што настана, со сите овие во ова кризно време. Сите алатки кои што ги користевме и претходно сега се максимално искористени. Морам да ги спомнам, значи Moodle платформата и претходно многу се користеше и сега се користи, таа директна интеракција со студентите моравме да ја вклучиме, да ја разработиме малку повеќе, се користи Microsoft Teams платформата, која што сега се користи на сите факултети. Неделно веќе следиме дека се одвиваат и по повеќе од 1000 сесии. Сето тоа е таму надополнето со директно вклучување и на студенти, се користат чатови, се користат онлайн, организирање на тестови, така да сите опции се користат од таа платформа. Во исто време комуникацијата и со Microsoft моравме да подобриме, затоа што односно тие изразија желба за да се поврзат со нас, да можеме да комуницираме подобро, за да им ги кажеме сите оние предизвици кои што ги имаме. И веќе таа соработка со нив се зголемува и во однос на некои обуки за наши професори и за наши студенти во наредниот период кој што ќе следува. Морам да кажам дека предизвици имаше, предизвици ќе има и уште. Тие предизвици секако ќе бидат во однос на јунската сесија. Морам да кажам дека моментално, иако се одвива априлската сесија, за подготовките за јунска сесија во мислите сме со тоа дека ќе се спроведуваат во предавалните, но сепак сето тоа зависи од како ќе се одвива целата ситуација понатаму со коронавирусот во нашата држава. Ако имаме создадени услови, ќе се вратиме секако во предавалните, ако не, ќе ги чекаме сите оние препораки кои што ќе дојдат од нашето министерство. Морам да спомнам, значи тука предизвици, ќе биде и тоа јас би кажал дека секако ни е потребна една стратегија за да бидеме подготвени, дали тој нов бран кога ќе најде или ќе го има или ќе го нема, тоа нема да го знаеме уште сега, но да бидеме подготвени со една стратегија во која што ќе знаеме како да одговориме. Пожртвуваноста на професорите беше голема, на административниот кадар исто така да морам да ги пофалам во целата оваа ситуација, затоа што добро се снајдоа, но сето тоа мораме да го предвидиме понатаму, да бидеме подготвени ако нешто вако се случи и во иднина. Така да спомнавме неколку пати дека е потребна стратегија, јас го поддржувам тоа, но и да го искористиме овој моментум на присуство на технологија во нашите предавања. Сепак студентите користат многу технологија, сега видовме дека можеме да искористиме таа технологија за спроведување на настава, секако нели сме навикнати и квалитетот го добиваме од нашите студенти и со директно вклучување во наставниот процес во предавалните, но сепак технологијата диктира многу промени, па така ќе мора да се размислува за некои хибридни студиски предметни програми кои што ќе вклучуваат во моменти и повеќе користење на технологија, затоа што самото време, самото промени во таа технологија го диктираат тоа. Во однос на Вухан, морам да спомнам дека цел свет ќе има некои негативни сеќавања од Вухан, но јас имам позитивни, затоа што поминав 6 години таму. Останав во контакт со мојот ментор таму, со голем број од професорите, сите беа изненадени од таа ситуација што се случи. Многу посериозна е отколку тука кај нас, но сепак и тие издржаа, се справија со таа ситуација и сега животот се враќа полека во нормала и кај нив. Толку би имал сега да кажам во овој момент, понатаму за сите прашања ако треба ќе се вклучам. Благодарам колега Джидров за вашето излагање и нагласената потреба од стратегија како да се справиме со новите предизвици, но и воедно да имаме корист од сето ова во подготовка на нови студиски хибридни програми во кои заедно со партнери од Европската унија ќе се носиме и ќе го подигнеме квалитетот. Министерот за образование и наука е се уште овде со нас, доколку има заинтересирани за прашања, дискусија, тој ни стои на располагање да одговори. Колешката Евангелица Јовановска се пријави да се вклучи во дискусијата. Ја поканувам да земе збор, а сите останати ве молам
зборувам доколку сте заинтересирани за прашања, евентуални проблеми со кои се соочуваме, овде е вистинското место да ги поставиме во овој круг и наши дискусии и диалози. Колешка Јовановска, добро вечер, повелете. Добро вечер, благодарам. Јас морам прво да се представам од каде идам. Јас сум редовен професор и доаѓам од Факултетот за биотехнички науки Битола. Го поздравувам министерот за образование, ректорите, проректорите, професорите, студентите. Се пријавив првично да дадам некои мои заклучоци во однос на оваа состојба, а и некои коментари за одредени ставови. Во делот на онлайн наставата, моето мислење е дека сум презадоволна. Мислам дека и студентите, и тоа го потврдувам со тоа што присуството и пријавувањето на тие онлайн предавања е многу големо. Знаеме дека не може да се замени со класичното, затоа што таа интеракција не знам колку е голема, не знам колку тие се во прав смисол вклучени, дали едноставно само е вклученоста во прашање, меѓутоа бројчаноста е голема и тука мислам нема збор. Нашиот универзитет и факултет правовремено се вклучи на Meet Google и немаше никаков проблем. Сега би сакала да ставовите на студентските собранија малце ги коментирам. Заради тоа што ги знам само на УКЛО и на УКИМ. А тоа е дека тие сакаат во делот на испитувањето да има класичен начин на испитување, не електронско. Може би малце ова ќе звучи чудно, но јас тоа ми направи голем впечаток од причина што мислам дека не преминае по линија на помало отпор, а и дадоа добри коментари за тоа зошто тие не сакаат, од делот на тоа дека дел од студентите немаат електронски средства, зашто веднаш му се излезе во пресред од страна на ректоратот, веднаш се направи проценка за тоа кој може и кој не може да учествува. Во делот на тоа изеде во предвид финансиската состојба и така натаму. Меѓутоа, мене ми направи впечаток дека евентуалната можност за манипулација, значи не ги земаме сите студенти во предвид, тие како да не сакаја да ја имат никако во предвид. И за тоа ги поздравувам. Сега за делот на испитувањето. Доколку би постоела добра платформа која што ќе обезбеди квалитетно испитување, а не само ефикасност, секако секој професор тоа би го зел во предвид, зошто да не. Меѓутоа, како течат настаните, ние гледаме дека овај коронавирус некако опаѓа, па можно е враќање на професорите и на студентите назад во клупите, нормално, по правила, што Министерството ќе ги направи по протоколи, што апсолутно ние мора да ги почитуваме заради здравието на студентите и наше. Можно е, според мене, да, може би може да се одржат и класичен тип на испити, со тоа што колегијалноста тука ќе настапи во прв ред, а тоа е да се направат групи на полагање, каде што растојанието меѓу студентите ќе биде голема, каде што заштитните маски и кај нив и кај нас ќе постои, каде што ние, например, на нашиот факултет, каде што има една прилично голема колегијалност, веќе и неофицијално, доколку нормално, само под услов Министерството тоа да го дозволи, кажавме дека меѓу себе ќе си помагаме полагањето да биде во сите просторни услови што ни се на располагање и со то големо растојание меѓу студентите и така натаму. Значи, зборувам доколку би имало таква можност, доколку коронавирусот едноставно е во опаѓање и така натаму. Но, априори не го исклучувам електронското полагање, доколку тоа истото дозволува еден навистина квалитетен начин.
Зошто понекогаш мислам професорите се во мала задршка за тоа електронско, заради тоа што станува збор за различни факултети, со различен број на студенти, за различни предмети, со различна природа, каде што некаде на предметот. Например, јас зборувам во моментот како професор на УКЛО, но имам предвид, изборувам како родител на дете од УКИМ, кој што е во факултет со огромен број на студенти, каде што во еден предмет слушаат и по 70 студенти, но еден професор има повеќе предмети. Значи, различен број на студенти, различна природа, некаде предметите се вербални, некаде се проследени со задачи и така натаму. Од таа причина, мислам дека, и го прашувам на некој начин министерот, дали целосно ќе се постави обврската за електронско полагање или можеби во дадени услови по проценка на единицата би можело евентуално да со протоколи апсолутно од Министерството и зададени од ректоратот, кои што ние мора да ги почитуваме, тоа апсолутно и досега било, би можело да настани и начин на класично полагање, имајќи го во предвид и факторот студенти, односно нивното мислење. Значи, отворена сум за сите опции, но поставам прашање дали може да постои при дадени услови да му се даде на единиците можност и за едната и за другата опција. Благодарам многу. Стефановски кој има прашање, а овде и колегата Иван Стоилковски поставил прашање во однос на тоа дали и кога ќе се испитните се и на УКИМ и на сите останати универзитети, но се разбира тоа ќе го одговориме на крајот врз основа и на насоките од државата. Колегата Стефановски, ако е тука, го поканувам да се вклучи. Повелете. Благодарам. Добро вечер. Имам прашање до министерот за образование. Малку надвор, не е поврзано со полагањата, но поврзано е со стипендиите. Дали оваа ситуација ќе прави проблем на исплатата за стипендии? Кога ќе се исплатат од прилика, ако може, и ако се знае студентските стипендии? Благодарам. Ви благодарам. Дали има други заинтересирани да се вклучат во дискусијата од професорите од студентските парламенти кои преку анкетите се изјаснија дел од нив против електронското полагање и проверка на знаењата? Значи бевме доволно исцрпни и ректорите и министерот, од тука предлагам сега да финишираме по обратен редослед и на крајот да го слушнеме завршниот збор на министерот. Колега Джидров, според вас, која би била пораката и до Министерството за образование и наука, како да се справиме со овие предизвици, особено вие неколку пати ја споменавте потребата од заедничка стратегија за излез од оваа состојба и пред се како понатаму да се соочиме со овој предизвик. Корешката Верица се вклучи, но еве Вишко да те слушнеме со твоите завршни зборови. Јас би сакал да кажам дека да, предизвикот е тука, дадовме соодветен одговор, но да не остане на тоа. Да професорите, наставниците сепак тие го осетија директно на своја кожа целиот овој образовен процес, променет образовен процес. Така да сега е моментот да се слушнат да ги кажат своите мислења за да видиме како да се припремиме за не дај Боже некоја друга ваква поредна состојба или пак ако имаме повратен бран од корона понатаму во текот на годината. Така да сметам дека сега е моментот, затоа што искрено можем да спомнеме дека
медицинските работници го носат целиот товар во здравството, но во целото образование тоа се нашите професори и наставници кои што го носат целиот товар, затоа што ова промена, овој предизвик не беше лесен. Едноставно прекинавме во еден ден и моравме да брзо, да креативно да реагираме и да дадеме мислење, да дадеме нов начин на работа, за се да биде во интерес на нашите студенти да не трпи целиот образовен процес. Јас и претходно споменав, сега е можеби моментот да се види докаде можеме ние да ја користиме таа технологија, затоа што студентите користат многу технологии, тие се едноставно во 21 век со тие технологии, со тие поврзувања, така да се појавуваат многу алатки од многу држави, од многу организации. Треба да видиме која одговара за нас, дали ќе биде една на цела држава преку една платформа да се користи се до тоа, за да можеме да се прилагодиме сите, за да бидеме понатаму спремни. Јас претходно ги спомнав, значи тие хибридни модели, хибридни студиски програми или предметни програми кои што ќе можеме ние да вклучиме користење на технологија. Сепак тука имаше и прашање во однос на различните предмети и кај нас го имаше тоа од нашите студенти. Едни програми бараат, односно полесно може да се вклучи користењето на информатичка технологија, од друга страна во други многу помалку може да се користи, значи тоа е еден предизвик во кој што ќе треба да видиме каде и до каков степен може да се користи информатичка технологија. Сепак мора да се размислува креативно и верувам дека ќе се даде одговори за сите оние предизвици и во тие студентски програми каде што може многу малку да се користи, затоа што кај нас имаме примери веќе да и студентски програми како Модерен танц функционираат онлайн, имаме Музичка академија одржуваат онлайн предавања. Сето тоа се одвива моментално во такви услови како што се одвива, но предизвикот е да се вратиме назад во предавалните и да продолжиме со нормалниот тек на образовниот процес. Не е главна технологијата, можам да кажам, че сепак тука е тој пристап од студентот, професорот, образованието, педагошкиот пристап на професорот, така да сето тоа е многу значено, многу важно, но не смееме да ја занемариме развојот на модерната технологија, затоа што гледаме дека во овој момент многу ја користиме и можеби во некоја друга ситуација пак ќе треба да ја користиме многу. Благодарам, колега Джидров. Министерот го замолувам да прави прибелешки на сите овие прашања. Значи, првото, дали ќе има обврска само за спроведување на електронски полагања или ќе состави можноста за избор. Второто прашање беше во делот на исплатите. Имаме уште 3 до 4 прашања и потоа ќе дадеме можност на завршни зборови на ректорите и да одговори министерот. Ја поканувам колешката Верица Дамчевска која се пријави да земе збор. Ве молам вашите минута до 2 да поставите прашања. Колешката Дона Петрова, председател на Универзитетското студентско собрание, да се подготви. Колешке Верица, повелете. Благодарам. Сакам најпрво да ги поздравам сите присутни, идејата ваша и на сите присутни на ова средба, на овие диалози кои што се од суштинско и исклучително значење за работата на факултетите и на сите универзитети. Значи, ние слушнавме насоки од Министерството за основно и средно образование и цело време сме во контакт со предавања на нашите студенти. Јас, како што доаѓам од Технички факултет од Битола, сум моментално продекан за настава и контакт лице на факултетот, па сите прашања од студентите и од колегите нешто доколку не е јасно, секако се упатуваат. Би сакала уште еднаш да се заблагодарам на сите кои што ја возможивте оваа средба, да доразјасниме некои работи. Кај нас наставата исто течи веднаш после сите, значи после препораките од Министерството, студентите се на некој начин активни на сите тие онлайн предавања и тоа со висок степен на пријавување, односно на следење на предавањата според најнов системот кој што ги има запишано секој студент соодветниот предмет. Значи, задоволството од таа страна е обострано и од професорите и од студентите, меѓутоа сепак, бидејќи сум продекан на Техничкиот факултет, каде што имаме различни студиски програми од инженерски струки, каде што има значи програмски задачи, има задачи на вежби по предметите, покрај теоретскиот дел, значи повеќето предмети се такви, уште еднаш ќе замолам да се размисли секако доколку има можност
значи интеруниверзитетската конференција, како и Министерството за образование и наука, сепак според препораките на Министерство за здравство и цела држава, ако е можно да се според препораки со одредени дистанци, имаме ние големи просторни можности на факултетот и кадровски секако, ако е можно да можеме испитите да ги спроведуваме, сепак рековме доколку се створат услови во јунска сесија, каде што би можело да дојдат до израз квалитативно, бидејќи навистина природата на предметите бара инженерските струки се сепак други, за да можеме да видиме да не остани поголема празнина кај студентите. Сепак рековме дека то не би било крајен исход, значи некое големо зло, меѓутоа заради квалитетот и заради наобразбата на самите студенти кои што треба да бидат инженери во иднина, би требало да имаме навистина квалитетен процес на испитување, да видиме ако не е доволно нашето на што сме го поминале онлайн, да можеме да се советуваме преку посетни часови или било кој друг начин како би го надмилеле сето тоа. Ова ми даде посебно ме поттикна кога на Facebook видов еден статус каде што имаше скали нацртано во две нивоа, меѓутоа степениците беа од долната страна на скалите, не од горната за качување, и пишуваше ова се инженери едуцирани преку онлайн настава. Така да навистина да не стигнеме во такви ситуации, би сакала да видиме ако има можност сепак да се овозможи. Ви благодарам и уште еднаш поздравувам. Благодарам, колешке. Поздрав до вас и до Битола. Пред да ја слушнеме председателката на Универзитетското студентско собрание, дојде прашање од колега Хадживелков од ФЕЙТ, од информатичкиот факултет за електроинформатика. Значи, почитуван министре, дали проценувате дека има проблем со авторските права на професорите кои држат онлайн настава? Ова се однесува на користењето на видеоконференциските алатки за настава, чии сервери се некаде во странство надвор од матичните универзитети или Министерството. Значи се отвара прашањето од колегата Хадживелков за авторските права околу користење на онлайн наставата и платформите. Можноста која се отвора во следното прашање поставено од Васев да се одржи испитната сесија на отворено, на зелените површини, овде се споменува филозофскиот факултет и правниот науки, значи дали доколку дозволат одредени услови може и на отворено со физичка дистанца. Ја поканувам колешката Дона со незиното прашање, незините 2 минути. Поздрав, повелете. Добро вечер на сите. Добро Чест ми е што имам прилика да разговарам. Значи, ќе бидам многу кратка во интерес на времето. Пред се сакам да се заблагодарам и на ректорот кој што во неколку наврати не спомена, исто така и на професорката од биотехнички кој што не поздрави за сите наши иницијативи. Сакам да кажам дека во ова прилика ми е криво што не ги гледам председателите на универзитетските студентски собранија на Гоце Делчев и на Кирил Методи. Со нив имаме една добра соработка, гледам дека тука агрон го поздравувам. Значи, во претходните месеци долго разговаравме за полагањето, за предавањето и така натаму. Можам да се пофалам дека онлайн предавањето на УКЛО оди одлично. Значи, како што спомена Нели ректорот, имаме направени анкети, резултатите се го кажуваат своето, дека онлайн предавањето оди во одлична насока, меѓутоа во однос на полагањата, јас ќе кажам стрикно за УКЛО, ние сме против и знам дека е апсурдно сега да се праша, особено директно до министерот, знам дека е апсурдно да се праша кога би биле полагањата, меѓутоа сакам да апелирам во прва прилика кога што ќе може да се разгледа прашањето за полагањето, да може што побрзо да се реагира, бидејќи студентите сакаат да се спремат, а нели ние како универзитет одлучивме едногласно дека сакаме да биде физички полагањето. Исто така ќе си земам за право тука да кажам дека и Универзитетот Кирил Методи исто така сакаат да биде физички. Имам право да го кажам тоа затоа што имам разговарани со председателот на УКИМ. Тоа е во тој дел и би сакала едно конкретно прашање. Дали, например, е планирано од страна на Министерството за образование да дадат некаква насока или задолжение на сите универзитети да ги дигитализираат административните документи во однос на потврди, уверени и слично, и тоа со однос на тоа да биде побрзо и попрактично во интерес на студентите. Ви благодарам. Благодарам, колешке.
го поканувам, овде се пријавил проректорот за настава на Универзитетот Свети Климент Охридски, колегата Љупче Кочовски. Колега, имаме обврски од државата и уредби за спроведување на онлайн настава, но може и електронско полагање. Од друга страна се овие барања на студентите. Повелете. Дали Кочовски е тука? Добро, и на крајот Куцуновски со вашето прашање кој имате и да го поканиме министерот да одговори. Овели. Добро вечер и од мене. Поздрав до министерот, до ректорите, проректорите, особено до модераторот на ова вечерашна дискусија. Имам едно прашање до министерот, како директор на Државен студентски дом Никола Карев од Охрид. Студентите се уште се водат како станари во студентските домови и ако се дозволи, класичното полагање на студентите, односно физичкото полагање, дали ќе може студентите да бидат сместени во студентските домови? Благодарам. Ви благодарам. Сега предлагам да ни одговори министерот за образование и наука на прашањата и на крајот да ги слушнеме завршните зборови на ректорите. Почитуван министер, повелете, верувам ги запишавте прашањата. Да. Поред се потрудивме сите прашања да ги запишеме. А ќе одиме брзо, експедитивно. Првото прашање беше за полагање на испитите и колоквиумите. Во уредбата за примена со законска сила за примена на Законот за високо образование за време на вонредна состојба, во членот 3, ставот 2 се вели: полагањето на испитите и колоквиумите ќе се врши со примена на средства за електронска комуникација под услов да се обезбедени соодветни технички решенија кои обезбедуваат идентификација и контрола на работата на студентите за време на полагањето. Ова одредба се толкува во насока на тоа дека универзитетите во рамки на нивната автономија, во согласност со техничките услови што ги поседуваат, и земајќи го предвид тука и специфичноста на одредената студиска програма, ќе одлучат за примена на ова одредба во насока на организирање на испити и колоквиуми со средства на електронска комуникација. Но секако дека ние ќе ја следиме ситуацијата, бидејќи ако до пред 2 дена беше актуелна тема државната матура, дали ќе се полага или нема да се полага, сега одиме на ова прашање актуелно што ќе биде, значи испитите и колоквиумите, но се разбира дека поважно испитите. Затоа ќе бидеме во комуникација со ректорите на универзитетите и според околностите, според условите, благовремено ќе ви известиме. Но одредбата како таква постои и е во сила. Одредбата што ја читам. Кога сме кај второто прашање, исплата на стипендиите, сите стипендии, исплатата е подпишана од моја страна. Мислам дека студентите кои претходно добиле стипендија би требало да, сега не сум проверил, бидејќи не знаем дека вакво прашање ќе имаме, но знам дека пред 2 недели, ако не грешам, или повеќе од 2 недели е подпишано исплатата на сите стипендии. Првично, првата група беа за тие стипендисти кои од лани се корисници на стипендијата, но исто така се подпишани и сите други стипендии за тие лица кои за прв пат се стекнале со статусот на стипендист од државата. Кога сме кај третото прашање, дали авторските права, мислам дека се доведуваат во прашање за лекциите што ги организираат професорите, најреално не знам, треба да провериме. И треба да ја видиме, да ја анализираме ситуацијата, но лично, бидејќи доаѓам од академската заедница, нели? Но лично ако некој би ги искористил моите предавања, моите лекции како професор, јас би бил среќен, бидејќи нашата мисија е да
пренесеме знаење кон сите кои се заинтересирани нели за тоа што предаваме. Така што ова е личен став, но од правен аспект навистина треба да провериме дали постои загрозување на авторските права и така натаму. Прашањето следно е кога ќе биде полагањето со физичко присуство. Мојата препорака е до сите универзитети да се подготват за редовната сесија и да ги превземат сите активности на време за да се организират сесија. Дали со физичко присуство или без физичко присуство, сега до сега ние ја читавме таа одредба од уредбата и мислам дека сите треба да се однесуваме одговорно, но не велам дека ќе настојуваме, пак ќе повторам тврдоглавно во таа одредба што веќе инкорпорирана во уредбата за високо образование, но мислам дека е време да покажеме одговорност и да ги насочиме нашите активности според препораките од владата и особено од Комисијата за заразни болести. Бидејќи тие препораки кои се усвојуваат од владата, се разгледуваат од владата, се предложат од Комисијата за заразни болести. Можеби на владата не ја оди во прилог и на целото општество не ја оди во прилог што повеќе од општествени сфери и активности се во застој. Тоа е најлошо за економијата. Економистите тоа го знаат, но не треба да си економисти за да го разбереме и тоа. Но сме приморани такви одлуки да донесеме, водејќи сметка за јавното здравје. И во оваа насока ќе бидеме во комуникација, но пресудно ќе биде мислењето на Комисијата за заразни болести кој секако дека ќе се разгледа во влада. И друго прашање да ги дигитализираат административните сервиси. Мислам дека такво прашање бе. Во уредбата велиме дека и стручната служба, и студентските прашања и така натаму ќе се врши со примена на средствата за електронска комуникација. Мислам дека беше членот 3, став 3 од уредбата за високо образование. И последното прашање беше студентските домови, дали ако ќе имаме јунска сесија, дали ќе бидат сместени таму. Ние побаравме да се испразнат студентските домови, токму поради здравствени причини. И исто така ги ослободивме студентите од исплата или месечна од нивниот дел од партиципацијата. Државата продолжува нели да ја исплаќа својот дел. Така што за враќање во првобитна состојба и враќање во нормално, ако сакате, сепак треба да го испочитуваме мислењето на стручните лица, тоест Комисијата за заразни болести, па да постапиме одговорно и како влада, и како министерство, но и како институции, образовни институции во оваа насока, без да го загрозиме здравјето на било кој. И на крајот, сигурно колегите очекуваат, дали од 1 јуни може да се вратат согласно мерките за заштита и физичка дистанца на работа за исполнување новие обврски околу испитната сесија и дали генерално се размислува за сценарио изработка на протоколи што во септември во случај на Б варијанта и продолжување на пандемијата. Да, и за организирање на учебната година и академската година во септември веќе сериозно дискутираме со представници од Министерството за здравство. За било какво сценарио сме подготвени, но никој не може да прејудицира каква ќе биде состојбата. Затоа, според околностите, и мерките ќе бидат такви за справување со било која опасност со која ќе се соочиме.
и затоа благовремено ќе ве известиме, тука имаме поддршката и од странските партнери кои само иницијативно се јавија за да ни помогнат да се организира наставата и во основно и средно и во високо образование од новата, значи наредната учебна и односно академската година. А на 1 јуни дали ќе се вратиме или не, на вистина не можам да ви одговорам, бидејќи не знам како да ви одговорам. Според околностите така и ќе одлучиме. За основно и средно образование пресечевме, рековме дека нема да се враќаат на училишните клупи и не беше лесна одлука. Повеќе недели, повеќе дена сме разговарале за предностите, но и недостатоците на таква одлука. Но и за ред други прашања, и за укинување на државната матура, и сум пратил барање за мислење и од ОЕЦД, како што знаете дека длабоки реформи започнавме пред година и пол во националниот образовен систем, токму базирајќи се во анализата на ОЕЦД за националниот образовен систем. На повеќе наврати сум кажал дека јас сум поборник на политики кои ќе се базират на анализи, истражување, а не да донесеме популистички одлуки кои можеби ќе ќариме некој политички поен во моментов, но ќе ја влошиме состојбата. Затоа и за ова прашање, за било кое друго прашање, пресудно ќе биде мислењето на стручните лица. Почитувам министер, јас да ви се заблагодарам во име на Универзитетот Свети Климент Охридски и на сите професори кои се дел од ова онлайн дискусија. Ќе продолжим уште 10 минути. Јас ви посакувам пријатна вечер и пријатни рамазански пости и благодетни празници. Голем поздрав до вас и ќе продолжиме оваа дискусија заедно и со ректорските управи на сите универзитети за да ги надминеме овие предизвици. Колегата академик Беџети, доколку е овде, би сакал со неговите завршни зборови да го слушнеме и која според вас е главната порака како да се справиме со главниот проблем за испитите, но и пред се за подготовките понатаму од септември. Повелете, академик. Благодарам, еве накратко, јас прво за на краток рок кој што ни престојува испитната сесија и доминантно тоа беше тема, да речем, столт на оваа тематска дебата и диалог и се разбира дека така и треба да биде во оваа време. Мислам дека тука веројатно министерот може би напуштил платформата, но да најдеме начин да барем тука сме ректоре до крај. Тука сте се уште. Препораката ми е да на секој случај при донесување на изјаснување на одлуки, на препораки, да не бидеме во смисла црно-бело водено во оваа поставка. Туку под стрикни протоколи и услови, превентивно заштита тамо каде што тоа го дозволуваат, да може флексибилно да се реализира испитната сесија. Ако може во маркети да се влегува во таква дистанца, зашто не во простори кај што универзитетот мој има 20 хектари. Површини колку сакате, не на 2 метри да ги држиме студентите, туку на 3 и 4 метри и е возможно. Не мислам на тие, да речам, факултети кои што имаат амфитеатри со студенти стадионски, да ги пополнат со студенти и да држат настава. Тоа да не биде тоа црно-бело. Ова е во однос на, и мислам дека министерот ќе се залага за оваа определба, да им остави тоа да го регулираат на некој начин самите универзитети, но под голема одговорност на самите институции. Не само нормативно регулирање, туку и спроведување до крај. Чак и со снимена процедура и постапка. Јас веќе настапувам во некои релации такви, за да можам снимено сето тоа да време и тоа да ги водиме под протоколи стриктни за здравствени превентивни услови. И втора препорака ми е до ректорот Јанкуловски, во својство на претседател на интеруниверзитетска конференција, што е можно побрзо да не свикува, да разговараме за овие проблеми и на некој начин како заедница, заеднички да донесуваме ставови во врска со ова. Еве накратко толку. Благодарам. Сакам да ве прашам, како члени на Македонската академија на науките и уметностите,
Каде е стратешкото одлучување во делот на заедничка стратегија, на заедничка платформа, нали можеме многу повеќе и МАНУ и сите универзитети? Па, нажалост, знаете, во МАНУ имаме ние на некој начин не толку активност во вакво време, смедајќи во просечната, да речам, возраст на членовите на МАНУ. И тие не се сите баш во можност да може да употребуваат и начини на ваква комуникација и ние го правиме сето тоа наша активност индивидуално. Гледате дека сме малку и хиперактивни со некои работи, некои од областа на одредени проблеми, некои од други. Митоа, ние во нашата единица за социјоекономски работи, бидејќи јас ја водам таа единица, сум на некој начин секретар на секцијата за социјоекономски работи, уште пред месец дена се залагавме за две работи. Прво, да можеме во аспект на економски придонес да дадеме, економски правен придонес да дадеме учесто активно во делот на советување на институциите во однос на поставка. И второ е во однос на Центарот за стратешки истражувања да се подготви стратегија што доколку понатака ова ни се повтори. Значи, се работи за размислување кои што многу ми навелат, може да ни се врати, не дај Боже, некаде во доцната есен, ова пандемија COVID-19 и што тогаш? Значи, не само академски прашањето, туку и ако сакате и финансиски прашањето, затоа што ќе бидат доведени во прашање одржливоста на буџетите на универзитетите. А без таква одржливост, мислам дека сите ќе слагаме, можеме да колабираме сите и да се доведеме во ситуација да ни кородира академскиот систем. Така да, во таа област, мислам дека веќе е иницијативата дадено и ако дадат условите да гите во МАНУ, што поскоро тоа ќе го почнеме. Ви благодарам, ректоре, на вашето излагање и ве поздравувам. Вие имавте одредено прашање до професорот Јанкуловски. Јас би го замолил да се вклучи со неговиот завршен збор и поентите од оваа дискусија. Доколку Јанкуловски е овде, го замолувам да се вклучи. Додека стапиме во контакт, за да не останам должен, колегата Кочовски, Љупче, имаше проблем со микрофонот. Дали ќе се вклучите во однос на дилемите кои ги поставивте, колега Љупче? Дали се слушаме? Сега мислам дека се слушаме. Да, повелете да малку пократно. Јас се извинувам што навреме вака не се вклучив со оглед на тоа што ете кога ме прозвавте проблемите испаднаа, сепак ова е време на технологија и грешките се случуваат и заради тоа сметам дека навистина и студентите се малку позагрижени за она што значи онлайн полагање, заради тоа што ако на ваква грешка се случи, секако дека тие би биле и одстранети од испит или не знам кои мерки би биле превземени при исклучување или паѓање на интернет врската. Јас тука сакав само да напоменам дека и ние на нашиот универзитет, со оглед на тоа што јас го водам секторот за настава и обезбедување на квалитет, размислуваме тоа како за она што беше навистина топ тема на овој разговор, тоа е следната испитна сесија, дека мора да ја одржиме на било кој начин. Се размислуваме дека ќе има со оглед на она што се намалуваат овие мерки кои што ги имаме спроведени од владата, се размислуваме дека ќе биде можно да имаме онлайн и во живо одржување на испити, особено на она што го кажуваше и академикот Беџети, наистина дека треба да се размислува барем на оние помали факултети каде што има доволно простор, каде што има помал број на студенти, дека би можеле да се донесат такви мерки, нормално почитувајќи ги сите протоколи што значат одржување на дистанца и се она што значи непренесување на вирусот. И во секој случај тука би напоменал само дека размислувањата наши се дека во никој случај, како што кажа студентите, не смеат да изгубат, така да јунската сесија би била дел за одржување на колоквиумите
и би продолжиле дури во текот на летото да ги одржиме испитните сесии, нормално со дозвола од владата, затоа што сепак е законски утврдено дека постои јунска сесија, меѓутоа заради околностите сметам дека може таа да се помести во текот на јули месец, се со една цел студентите да не изгубат ништо, уште повеќе затоа што дел од нашите факултети имаат и биолошки науки, кај биолошките науки верувајте дека тешко може да се изврши онлайн испитување. Особено онаму каде што има практични вежби, каде што студентите ги изгубиле тие практични лабораториски вежби, уште помалку би можеле и да се надополнат. Тука ми беше делот и за колегата, само едно прашање за колегата Джидров, од угледа само на кој начин ја обезбедуваат она автентичност дека да студентот е тој што полага, дали само преку Microsoft Teams или користат и други алатки кои што ги има достапни денес, колку што знаеме, меѓутоа колку се релевантни, навистина треба време да се испита. Ви благодарам уште еднаш за отстапеното време и се извинувам за каснетото вака јавување. Ви благодарам, колега. Овде јас би му се заблагодарил овие 2 часа што министерот е со нас. Колешката Дамчевска инсистира да одговорите министре на прашањето дали во ова уписен конкурс ќе може да се запишат средношколците кои немаат завршено државна матура од минатата година, веројатно не. Како е замислата само ако Веројатно не, и ова прашање е третирано и во уредбата што сега и уредбата за дополнување на уредбата за средно образование. Вчера што ја донесовме на седница на влада и ние велиме за уписите во високо образованието за станови може да се запишат лица кои имаат положена државна матура или меѓународна матура, исто така лица кои имаат завршено 4 годишно средно образование во обедување на државната матура и лица или ученици кои завршиле ова учебна година 2019-2020 кои ќе се стекнат со диплома за завршено средно, бидејќи ова генерација на ученици средношколци ќе се стекнуваат сите со диплома за завршено средно образование и тие што завршиле 4 годишно средно образование од ова генерација би можеле да се запишат. А учениците од претходните години кои не се соочиле со COVID-19, но поради една или друга причина не положиле државна матура, а се пријавиле во рамки на утврдениот рок, што е до крај на декември, до 31 декември 2019, да полагаат државна матура, односно училишна матура, завршени испити и така натаму, за нив ќе се организира. Бројката ја знаеме, 1300, околу 1300 ученици, и за нив би било најлогично да се организира и уредбата така велиме дека учениците од претходните генерации за кои важи обврската за полагање на државната матура и поради една или друга причина не положиле до сега и се пријавиле за полагање, за нив ќе се организира бидејќи тие лани или преклани не се соочиле со овие околности, наставата се одвивало најнормално и така натаму. Така што не би било проблем, мислам дека и целта за предвидување на воведување на државната матура како предуслов за упис во високообразовните установи е еден критериум за подигнување на квалитетот. Се слушаме. Да, се слушаме. Мислев дека јас се изгубив, а и кај Марија е проблем. Веројатно Марија има пречки со проректорот со вклучувањето.
Бидејќи додека ќе се вратим, Маријан, треба да размислиме и за тоа иницијативата на академик Беџети за седница, нели, на интеруниверзитетската конференција на вистина е добра, бидејќи треба да дискутираме за повеќе прашања и околу уписите во високообразовните установи, на утврдување на квотите и нели конкурсите, бидејќи треба да дадеме и согласност за објавување на истите, но и секако и за организирање на испитите во јунската сесија. Ви благодарам многу, голем поздрав. Ректорот Јанкуловски го замолувам. Ова поздрав, можеме да ве ослободиме доволно, беше на вистина. Пријатна вечер. Поздрав до сите, ми беше драго, ми беше мило што заедно со пријателите, ректорите, но и други представници од академска заедница и учесници во дебатата дискутиравме за прашања кои се од заеднички интерес. Ректор Беџети Метмира е шифеме. Поздрав уште еднаш. Благодарам многу, здравје. Секој е добро. Професор Јанкуловски, дали се слушаме? Да. Се извинувам за техничките пречки пред малку што ги имавме. Прво, апсолутно можам да кажам дека се слагам со иницијативата и предлогот и буквално јас бев во едно размислување. Најскоро што можеме да направиме една интеруниверзитетска конференција, така што еве, уште во текот на наредната недела сметам дека ќе го направиме тоа. Тоа е првото што сакав да го кажам. Понатаму, што се однесува до, нека биде тоа, да речам, една платформа за да почнеме да ја правиме подолгорочната стратегија во врска со сите вонредни ситуации што би можеле да настанат во врска со оваа пандемија, така што во контекст на овие прашања кои што ги имаме начнато денеска, би можел да кажам дека навистина со овие анкети и анализи што се во тек што ги правиме од страна на во кои што се вклучени професорите и студентите, мислам дека треба да видиме во кој правец одиме и секако дека без нивна согласност дека не ќе можеме да донесеме некои позначени заклучоци. Лично мислам дека во текот на месец јуни не гледам некоја посебна пречка за испитите да не се изведуваат со примена на превентивни мерки, кои што, нели, знаеме, со носење на заштитни маски, одржување на физичка дистанција и така натаму. Се надевам дека и целата ситуација ќе се релаксира и во текот на месец август, кога се и уписите, така што можам да кажам дека ја поздравувам ова иницијатива, каде што навистина отворено ги дискутираме сите овие прашања. Мислам дека добро почнавме, но секако дека треба да ја продолжиме и меѓусебната соработка и соработката со Министерството за образование и наука, каква што ја имаме. Со заеднички сили, мислам, во една тимска работа ќе имаме и најдобри и стратегии, најдобри заклучоци и ќе го трасираме најдобро патот на нашите студенти. Значи, благодарам, да. Повелете. Толку, мислам, сакав да кажам, кратко. Значи може да се, вие се упорен, имаме еден студент кој прашува дали на отворено може да се реализира дел од испитите, сепак тоа зависи од одлуките на владата, значи да се искористат тие надворешни простори кои ги има и Штуловиот универзитет, и Скопскиот, и Битолскиот со таа физичка дистанца, еден основен заклучок за заложба доколку може во тој правец да оди спроведувањето на испитната сесија. Не ве прашавме за пандемијата од здравствен аспект, но тоа ќе го оставиме во друга прилика, веројатно. Што се однесува до полагањето на отворено, лично не гледам пречка да не е неостварливо. Значи, според мене тоа би можело и да биде остварливо. Така што само треба да се
обмислат некои работи во мојата комуникација со деканите и директорите на единиците на УКИМ. Веќе ми е во план да го покренам и ова прашање, а ова иницијатива пред недела-две беше поставена и од еден од уметничките декани. Така што со оглед на целокупното знање што го имаме за ова пандемија, мислам дека е изводливо, но сепак во консултација и со Комисијата за заразни болести, во консултација со ресорните министерства и за образование и за здравство, мислам дека ќе може да се изведе и таков вид на полагање на испити. Ви благодарам, ректор Јанкуловски. Сега, да завршниот збор на оваа дискусија, би сакал да го замолам ректорот Коруновски, како организатори на ова серијал на Корона диалози, кој е вашиот мислење после ова што го слушнавме и од вашите колеги ректори, но и од дилемите кои се јави од професорите. Поведете, ректор. Благодарам, проректоре. Навистина, една интензивна дебата, веќе без малку 2 часа разговараме, а гледам бројката е се уште троцифрена на присутни, што значи дека успеавме да го задржиме вниманието и динамичноста на еден баш како што е насловено диалози. И се разбира, она што сите сакаме да потенцираме во една ваква дебата е дека во образовниот процес се институциите и студентите. И не би било целисходно да правиме некои административни решенија кои што студентите би ги чувствувале како наметнати. Утре на крајот на денот студентите би ни приговарале по некој основ дека биле неправедно, неправилно оценети и затоа цело време сакаме да во координација со нив овозможиме услови за едно реално и кредибилно полагање. Добро е дека тие за тоа се залагаат. Тоа е многу важно и нивниот глас е важен кај нас. Она што значи полагање и организирање за нас значи поголема одговорност, затоа што поголем е ризикот за универзитетите, ама ние тој ризик го прифаќаме. Го прифаќаме затоа што сме институции кои што треба да одговорат на потребите на студентите. Сега, како крај, вака би кажал уште неколку реченици, а тоа не случајно го кажав тој збор на постпандемски универзитет. Верувајте, може би сега како и кризата на економска, академик Вежети сигурно повеќе знае, допрва доаѓа. Допрва доаѓаат промените во универзитетите. Ние сега буквално реактивно се однесуваме. На акцијата одиме со реакција, без стратегија. Повеќе пати беше спомената таа стратегија и нормално е. Ниједна стратегија не го во светот не го предвиде појавата на коронавирус. И добра е таа реактивна улога која што ние сега гледаме да санираме. Но не случајно председателот на ЕУ вика спремете се за одговори кои што ќе значат систем. Воведување на систем, предвидување на идни кризи и предвидување на идно однесување на универзитетите. Затоа што ние треба сме огледало другите како го прават тоа. И добро е дека сега сме добро огледало, затоа што брзо реагиравме и не се појавија проблеми во универзитетите. Но понатаму мора да ја покажеме нашата одговорност преку интеруниверзитетската конференција да направиме еден концепт, една платформа каде што ќе сработиме документи, каде што јасно ќе ги изразиме нашите ставови и предвидувања. Точно да измериме во кој случај, како, и тоа би го испорачале на институциите и тие на некој начин да имаат олеснета улога при одлучувањето. А се разбира, кога е пандемија во прашање, тогаш Комисијата за заразни болести има последен збор. Но тоа не значи дека универзитетите не може да го артикулираат своето мислење во однос на делувањето на универзитетите. И некаде ќе се усогласиме и ќе видиме како работите понатаму ќе одат. Она што значи искуствата се слични, значи и на лондонските универзитети, на американските универзитети, тие се искуствата. И она замка наеднаш, да не влегуваме во замката дека наеднаш веле колку е убава ова онлайн настава и да тргнеме во сепак
онлайн наставата е помошно средство кон онаа класична настава, сите добро е дека се служуваме. Од тоа затоа што влегуваме во еден терен кој што не го знаеме баш најдобро, а ние сме класични универзитети, не сме онлайн универзитети. И затоа инсистираме точно за ова полагање, кое што некако не случајно реков, едно е од мерките, ама процесот на крајот, производот е во завршното полагање. А што ако го сгрешиме него? Џабе ни сите онлайн часови, ако не сме добиле реална проценка на знаењето на студентите. И затоа внимаваме и добро е дека сите, главната тема беше тоа. Значи не загрижува и водиме сметка за тој крајен резултат, а штом водиме сметка, веруваме дека и конечниот исход ќе биде добар пред се за студентите. Голема благодарност за министерот, голема благодарност за колегите ректори, проректори, голема благодарност до тебе, Маријан, што ја иницираше ова овој диалог, и секако голема благодарност и на овие 101 приклучен, но и на оние таму 120 претходно што беа, за активното учество во ова дебата. Ви благодарам. Благодарам, ректоре. Јас верувам бевме продуктивни, корисни и ја истакнавме потребата од еден заеднички стратешки пристап во делот на предизвиците на високото образование со оваа пандемија и пред се подготовката и на кадарот и на студентите. Оваа дискусија не мотивираше и да ја отвориме и наредната среда темата околу предизвиците и влијанието на коронавирусот врз економската состојба која ќе организираме со колегите од економскиот факултет. Благодарам на професорот, на ректорот Коруновски, Јанкуловски, Беџети, на колегата Джидров и на министерот Адеми за одвоеното време и сите вас почитувани колеги од универзитетите од државата и верувам дека заеднички ќе ги надминеме овие предизвици, ќе бидеме уште поуспешни и ќе обезбедиме и квалитетно полагање и ќе се видиме наскоро на нашите универзитети. Ви благодарам и посакувам многу здравје, чувајте се, освен останете дома да останеме безбедни, одговорни и се гледаме наредната среда со економските теми и исправувањето со економските предизвици.